констатирам дека Ненад Савески е именуван за јавен обвинител на Република Северна Македонија. Ненад Савески е новиот државен јавен обвинител кој ја помина собраниската процедура на денешната пленарна седница. Дебатата во Законодавниот дом се разви откако вице-премиерот Александар Николовски во својот говор го образложи предлогот но и сивито на Савески, на што пак опозицијата изрази сомнеж дека како што велеа владеачката ВМРО ДПМН ќе се обиде повторно да ја партизира оваа институција, иако како што рекоа, искуството и познавањето на Савески не го оспоруваат. И не случајно нема разговор, нема дебата, каде што нема сериозни критики за обвинителско-правосудниот систем, како што не случајно рейтингот на овие две институции е некаде околу 2%. Тоа ќе е сериозна задача за новиот јавен обвинител, кој што го предлагаме. Тоа е магистар Ненад Савески, човек кој што е долго во обвинителско-правосудниот систем, со сериозен стаж и искуство, човек кој што бил обвинител, па бил судија и сега повторно ќе има шансата да е обвинител и да е прв помеѓу обвинителите, односно да го води обвинителството. А да не заборавиме на историјата и на заробената држава во времето на владење на ВМРО. Затоа што вашата цел и во претходниот мандат и сега е да имате контрола над правосудните органи. И тука е нашата загриженост. Нашата загриженост е токму за системот во кој што го ставате јавниот обвинител. Двајца пратеници од Алијанса на Таравари па гласаа против, а во својот говор тоа го образложи пратеникот Халил Снопче. Пратениците од парламентарното мнозинство пак во своите реплики најчесто се осврнуваа на времето на претходната влада и неуспешниот обид на тогашното специјално јавно обвинителство. Безобразно е тоа да излезеш и повторно да се мешаш во правни консеквенции како политичар. Ако има индикации за монтирани процеси, го повикувам господинот Савевски, бурум, нека се истражат уште еднаш. Абе, со тони марихуана поминуваат во држава, ништо не презема да ти ми спомнуваш Џоко и кадни гражи. Ти си беше на влада. Мицковски е премиер. Трите граци од СЕО, трагично новистиното, се извалкаа повеќе од трите прасиња. И ова е момент кога или ќе победи правдата, или сите ќе признаеме дека системот функционира, само да се штитат мукници и функционери. Затоа го привукувам Савески да не биде под влијание, да нема влијание од надвор, да не одстапи од патот, да ги почитува законите и да му биде верен не на собранието кој што го гласа, но да биде верен на законот. Савески не беше присутен на седницата, а дел од присутните пратеници на опозицијската СДСМ пак гласаа воздржано. До исто така не ја оспорува професионалноста на Савески, но побараа од него да остане верен на законот и да не извршува партиски наредби. Расправата се засноваше и на ниската доверба во правосудството и правосудниот систем, кои како такви влегуваат и во извештаите на Европската унија, а пак партиите и пратеничките групи во Законодавниот дом го вперуваа прстот едни кон други за ваквата ситуација.